кога пред повеќе од 40 години беше извршена првата трговија, електронска трансакција во Велика Британија, што значеше купување преку интернет на автомобили пред се. Никој не можеше да предпостави дека трговијата, електронското плаќање и интернет комуникацијата во трговијата ќе стане веројатно идниот модел на трговија, особено во овие ковидни и постковидни услови. Се разбира, треба да бидеме свесни дека според податоците на Народна банка на Македонија, трговијата во првото полугодие од година, токму благодарејќи меѓу другото и на експанзијата на ковидот, а особено сега веројатно и повеќе, зголемена за 20%. Главниот аспект на интернет трговијата е заштитата. Особено луѓето, па и бизнисмените се пред исчекување дали е возможно да се пробиват алатките за плаќање, колку е тоа сигурна трансакција и така натаму. На оваа тема по дводневното заседание конференција во Скопје за трговија ја повикав Филомена Пљаковска, главен менаџер на Касис. Ви благодарам што дојдете во утрески брифинг. Пљаковска, дали можеме да им кажеме на луѓето дека се сигурни кога плаќаат, особено затоа што сите што се над 60 години имаат по дефолт возрастна, а и животна недоверба на новите модели на трансакции. Благодарам на поканата, темата е многу актуелна, особено и заради конференцијата, меѓутоа и како што спомнавте заради тековната пандемија, кога електронската трговија особено доживува енормен раст. Навистина многу голема експанзија. Мојата компанија каде што работам, Касис, е всушност технички провайдер, IT компанија која што дава услуги на банките и финансиските институции од нашата држава и од регионот, освен во доменот на електронска трговија и во доменот на картичната индустрија општо. Генерално. Ние како технички провайдер ги превземаме сите мерки за она што ме прашувате, да ги увериме граѓаните и сите купувачи дека електронската трговија е безбедна. Подлежиме на лиценцирање, тоа се многу важни аспекти кои што треба да се знаат. Подлежиме на лиценцирање и на сертификација, што е многу важно од глобални стандарди, Mastercard и Visa како картични шеми, најмногу застапени во нашата држава, и од глобалните стандарди за заштита на податоци. Особено заштита на податоци во доменот и на платежната индустрија, PCI DSS, ова ќе го спомнам, нели, за малку повеќе граѓаните да се запознаат со овие термини, бидејќи верувам дека и до сега, меѓутоа, од овој момент па натаму многу повеќе ќе се среќаваме и со овие термини, а и со некои можеби сликовити прикази, и тука секако е регулативата за заштита на лични податоци, која што секако не смееме да ја заборавиме, и таа е апликабилна на повеќе места, освен во делот на плаќање. Колку што забележав низ податоците, се нудат повеќе од 600 електронски продавници, да речем, условно во Македонија, барем за сега, веројатно тој број е пораснат. Она што е атрактивно за домашните потрошувачи е така наречената интернационална комуникација, Амазон, ова кинеска AliExpress и така натаму. Дали тука е возможна некаква манипулација со извршените плаќања и евентуално двојно одземање, дуплирање на трансакциите и така натаму? Да го коригирам, се извинувам податокот, моментално само кај нас функционираат повеќе од 900 виртуелни трговци. Значи, така, да, граѓаните да се запознаат, значи во Македонија имаме дури повеќе од 1000-1100. Вака, зборувам за овој момент, се уште немаме статистиката, нели, официјална и од Народната банка. Иако и тоа е мал број, наспроти на пример целокупната мрежа трговска. Секако има многу голем потенцијал и за раст. Она што морам да го кажам, бидејќи што го споменав, ние исполнуваме глобални и светски стандарди. Тоа што Амазон, AliExpress
eBay, PayPal, како глобални мрежи, познати брендови, треба да го исполнат. Спрема безбедносните стандарди и спрема критичните мрежи, мораме и ние да го исполниме доколку сакаме да имаме лиценца и сертификат и сакаме да продолжиме со оваа работа. Статистиките од претходните години наваму, од 2017 вака што гледавме, покажуваат дека од 2016-17 повеќе се купувало можеби надвор, меѓутоа јас ова го гледам повеќе во делот дека можеби во Македонија немало толку голема понуда. Сега пропорцијата е обратна, веќе имаме 60-70% зголемена продажба кај македонските електронски продавници за разлика од глобалните електронски продавници. Што треба да направите? Што треба да им кажеме на граѓаните, на потрошувачите? Банките си имаат и собствени системи за сајбер безбедност и така натаму. Дека нивните трансакции се гарантирани, безбедни, без злоупотреба на потоците со кои се располага при дистрибуцијата на платежните комуникации. Да, треба да ги увериме, бидејќи ова нова работа, како и за секоја нова работа, постои, да кажеме, не е отпор, меѓутоа дискомфорт во користењето, нели, додека не ги запознаеме полека сите аспекти. Безбедноста е тука дефинитивно најголем аспект, бидејќи е виртуелно, е неопипливо и разбирливо, нели, од човечката психа дека има воздржаност во користењето. Со континуирана едукација, со вакви сесии кои што ги организираат и банките, ние како експертиза, како компанија сме учествувале и кај државните институции, комисии кои што се занимаваат со теми од сајбер безбедноста, генерално од картичната индустрија. Само со едукација и континуирано Ако добро се сеќавам, претходниот министер за информатичко општество, Манчевски, во неколку наврати велеше дека Македонија мора да направи акцијски план за сајбер безбедност. Тоа сега се разбира вклучува злоупотреби во Facebook мрежите, интернет мрежите и така натаму. Во тој дел, каков сегмент ќе опфати заштитата на е-трговијата? Што е тоа? Значи, многу основи tips and tricks, што би се рекло. Како вие кога ќе дојдете на една веб страна и сакате да купите нешто, кои се првите визуелни знаци кои што треба да ги почувствувате дали е таму безбедно или не. Дали е тоа, нели, дали има премногу реклами, дали има многу јарки бои, дали ги има логоата на мрежите и на оние сертификации кои што ги спомнувам за сите да ги препознаваме, да ни кажат да овде можам да ги оставам. Како во ова сфера на умешноста на фалсификување да ги препознаеме логата и автентичноста на нивните печати или брендови? Се препознаваат. Добро. Еден совет што јас го имам за сите иматели на картички, без разлика каде купуваат, без разлика дали е тоа електронска трговија, дали е во физичкиот свет. Оно што можеме сите да го направиме, а го има во сите банки во нашата држава, да одиме да побараме и што имаме картички, да одиме да побараме SMS известување за секоја наша трансакција. При секој момент на злоупотреба на нашата картичка, ние ќе добиеме известување дали Ама не сите банки тоа го прават. Сите го имаат, верувај. Го имаат, ама не сите. Ја имам од 3 банки картички, 2 на секоја автомат. Така. Ми стигаат дека сум потрошил, третата не ја спомнувам, тоа не го прави. Ми се чини дури дека има една прилично деликатна, да речем, злоупотреба кога од автомат ќе извлечете, па сега сите најдоа да внесуваат, да платиш, да продолжиш и така натаму, што може би е дел од некаков банкарски екстра профит. Меѓутоа, да им објасниме на граѓаните која ќе платат, како да добијат јасен сигнал дека за нив тоа е извршена трансакција со сигурна сајбер безбедност. Има механизми. Имаме и нов протокол за еднократни лозинки. Значи, кога вие ќе се обидете да платите на интернет, пред да ви се земат условно, резервираат средствата од сметката, вие ќе добиете еднократна лозинка на SMS. Тоа е најновиот стандард. Ние веќе ја завршивме миграцијата, верувам дека и поголемиот дел од останатите банки во државата ја завршија. Тоа се механизми. Постојано се работи. За да добиеш SMS порака треба да аплицираш или банките по автоматизм? Па зошто една од 5 водечки банки тоа не го прави?
Треба да се обратам до нив или треба вие да се обратите? Кога ви зборам 5, значи правиме јасна селекција. Така да. Ние како компанија и банките со кои што работиме ги нудат овие услуги. Јас можам да зборувам за нашата компанија и можам да ви кажам дека со сертификатите кои што ги имаме, навистина нудиме највисоко ниво на безбедност. Добро. Филомена Пљаковска, главен менеджер на Касис, зборуваме за сајбер безбедноста во е-трговијата, важен елемент, дотолку повеќе што ова пост-ковид атмосфера, веројатно и светот воопшто ќе оди низ овие процеси на ефикасно тргување, плаќање и така натаму. Кога плаќаш сметки, изгледа малку поедноставно, да речем, ти си добиеш разни лозинки и така натаму и тоа ќе го изведеш. Но како ќе се заштитат компаниите кои прават сериозни трансакции во услови во кои им го штити нивото на нивното плаќање? Банките, вие, која штити нивната безбедност? Банките, глобалната регулатива и секако ние. Ние сме тука за техниката да обезбедиме највисоко ниво на безбедност. Еве една во контекст, нели, бидејќи споменав неколку пати сертификации и контроли, дури сега во времето на ковид ние имавме, нели, контрола од надвор, тоа што ни е наложено согласно стандардите и согласно лиценцата која што имаме, повторно да не проверат дури и во ова време на ковид дали се уште сме усогласени и дали се уште ги исполнуваме стандардите. Значи тоа мораме да го правиме и го правиме на регуларна основа доколку сакаме да продолжиме да работиме во оваа индустрија. 2 дена во Скопје е трговија со прилично интернет комуникација, се разбира, со светски експерти на овој план. Што е заклучок после оваа средба? Одиме во добар правец, одиме во правец на користење на сите модули и модели на трговијата преку интернет? Одиме во добар правец. Тоа го покажува и статистиката, тоа го покажуваат, нели, и овие дискусии што ги имавме на конференцијата. Дефинитивно потребно е да се поголема едукација, не само на страна на потрошувачите и на купувачите, туку и на страна на компаниите. Кои се тие механизми и кои можности ги нуди електронската трговија и електронските плаќања, за да тие имаат и дополнителен канал за пласирање на своите производи, дополнителен канал за правење профит и тој дополнителен канал како да се допре и до потрошувачите и до клиентите. Имаме Дали имате познат атрактивен пристап на злоупотреба на оваа е-трговија и како се реагира? Освен се разбира безбедносните органи и јавната па и меѓународната безбедност. Македонија е многу безбедно место за купување. Безбедноста, она што сакам да го кажам и го го начнав, безбедноста секогаш доаѓа прво од нас самите. Како ние ќе се однесуваме. Еве ќе направам пандан, многу често правам во физичкиот свет, дека полека како се учиме во физичкиот, така треба да се учиме во виртуелниот свет. Во физичкиот свет треба да престанеме да го кажуваме пинот на каса, кога користиме картичка. Треба да внимаваме како нарачуваме. Facebook групи, Instagram профили, не знаеме кој стои позади нив, ние оставаме еден куп лични податоци таму. Може би не оставаме податоци за картички, меѓутоа оставаме податоци за нас. И тоа зависи од нас како ние ќе се однесуваме. Кој води сметка за злоупотребата на персоналните податоци? Дали банките или оваа нашава комисија која исто така води сметка за евентуална злоупотреба на податоци? Сите заедно. И дирекцијата за заштита на лични податоци, и банките, сите ние мораме да, сите што и банките и ние и останатите технички обезбедувачи на услуги мораме да бидеме усогласени и подлежиме на таа контрола за заштита на лични податоци. Добро, вие сте млада господја, веројатно не памтите, јас го памтам периодот кога една странска банка на еден македонски државјанин му префрли 20 милиони марки. Тоа беше голем скандал и не сум сигурен дали воопшто банката успеа да ги преземе парите. Има такви, да речам условно, небулозни трансакции? Филмски не, да. Иако денове читам како занимливости, исто така
префрлени на некоја сметка по милиони и така натаму? Не, има механизми, верувајте, дека има механизми дури транзакцијата додека ние разговараме, ако нели пробаме, некој проба нешто да направи, сите веќе технологијата е софистицирана и ние ги следиме транзакциите во реално време. Додека зборуваме, додека се случуваат, има механизми да и кога некој ќе проба некоја држава можеби од некој сомнителен регион да ја фати таа транзакција и да ја стопира. Веќе се имплементирани такви механизми за да може да се спречат и да се намалат, да се сведат на минимум злоупотребите на. Значи граѓаните да бидат спокојни и мирни во транзакциите и плаќањето со трговиите. И да бидат внимателни, да бидат внимателни каде купуваат, нели да се консултираат со банките. Банките постојано циркулираат вакви информации. Летово имаше некоја мејл, ајде да кажеме, измама која што нели ги наведуваше клиентите на банките да прават, да оставаат податоци, да ги испратјаат. Банките многу добро изреагира, испратија до клиентите дека тоа е измама. И Министерството за финансии, односно делот за сајбер безбедност, многу скоро во месец ноември имаше извадено памфлети кои што баш беа со овие кратки tips and tricks како треба да се однесуваме, каде да купуваме, на што да внимаваме и за што да пазиме. Благодарам Утрински брифинг. Следевте разговор со Филомена Пљаковска, главен менаџер на Касис, по дводневното заседание на 300 експерти во Македонија околу перспективата на е-трговијата. Се уште сме се разбира на дното на овој тип на трговија во Европа, но Балканот, како впрочем и секаде, брзо се адаптираме и најверојатно, како што вели и самата госпоѓа Пљаковска, можете да бидете сигурни, поштовани гледачи, во така речената сајбер безбедност на плаќањето, дури и во меѓународните комуникации. Рекол дека има околу 1000 продавници, така? Повеќе. Благодарам уште еднаш.